Почитувани поддржувачи на оваа панел дискусија, поврзана со орден и дарителството, почитувани медиуми, добре дојдовте. Ако прашувате дали постои човечност за мала вистина, да. Постои, но не само во зборови, туку во делата. Ако прашувате зошто е тоа така, бидејќи не секогаш совеста оди во иста паралела со нашето однесување. Не е нималку лесно да се соочиш со чекање, за тебе да се зборува дека си во немотност, додека ти си најсилниот човек. Не е лесно да знаеш дека твојата вистина всушност зависи од одговорите на другите. Но што ако во нас умре и таа мала вистина? Тогаш уште колку ќе се лажеме дека светот се подобрува, животите се подобруваат, се продолжуваат животите на луѓето, меѓусебно сите едни со други се почитуваат, но на крајот дали сето тоа е вистина? Ако ние самите не нурнеме во овие теми, можеби и не ќе знаеме за жал уште колку лица има кои чекаат и можеби имаат шанса за нов живот. Сватаме, не секогаш нашите одговорности, нашите приоритети, расположение и добри намери не одат во права насока. Но сепак, на крајот од денот, вреди да се размисли за оваа тема. Ако ништо друго, барем затоа што секој од нас има срце, секој од нас има органи, а што е најбитно, секој од нас има чувства кои можат да преминат во благодат. Вистинскиот човек согласно неговите одговорности и согласно неговите можности делува без да очекува благодарност. Орден од дарителството носи една многу длабока човечка порака, дека дури кога нечи живот завршил, дел од неговата добрина продолжува да живее во другите луѓе. Воедно, орден од дарителството гради солидарност, доверба и човечност во општеството. И да не заборавиме, она што е најбитно, да останеме луѓе, да останеме тоа што сме, да останеме тоа што некогаш сме замислувале дека треба да биде. А што треба да биде? Дали знаеме што очекуваме? Зошто животот баш нам ни задава искушенија? Дали знаеме соодветно да се справуваме со искушенијата кои доаѓаат толку тиско, толку кротко, неочекувано, како нечија казна, како некое чудове видено. И најавно се прашуваме како треба да се справуваме со овие чуда, но ниедно чудо не доаѓа залудно. Нито едно решение не е бесконечно. Нито една загадка не е нерешива. Се зависи до нас. Се зависи од нашата свест, од нашата совест, од нас како луѓе, од нас како солидарни, од нас како луѓе пратени од Бога. И да не заборавиме дека секој од нас може да биде донор, но и секој од нас може да се најде во позиција на болка и да чека спас. Но почитувани присутни, за таа тема понатаму веќе подобро ќе се снајде Ирена Ралева најдесна и овде присутните кои добро ќе ја разработат и подлабоко оваа тема. Повеќе. Причина, ми сте идеално плаката со која што се случуваме секојдневно, реши од
доктор Биljana Kuzmanovska, анестезиолог и национален координатор на консултација. Професор доктор Боris Спасовски, специјалист специјалист за секуларна медицина. Доктор Александар Димитровски, анестезиолог, болнични координатор на Кралево. Професор доктор Иван Барбов, специјалист по неврологија, клиника за неврологија Скопје. Доктор Никола Христов Самачо Христигна, кардиохирург доктор за ушарни клиники Скопје. Професор доктор Александар Петрушковски, Институт за имунологија и хуманна генетика Скопје. Професор доктор Милко Спировски, имунолог, медицински факултет Скопје Цукли. Доктор Лидија Чолакова Трапишова, председател на Сдруженијето на првите лекари во Република Македонија. Асистент доктор Лазар Костовски, Национален центар за кардиологија и кардиоваскуларна хирургија во Скопје. Отец Симеон Кантурски, представник од Македонската православна црква. Магистар Гергоран Шабановски, професор по исламска историја од Струмица, представник од ИВЗ, Исламската верска заедница. Отец Павло Истов, представник од Католичката црква, катедрален храм од Струмица. Сања Ставов, психолог од Струмица и Милија Никова, донор од Црквен проект. Молам се да направите и отстапува оваа сала и логистичката поддршка на факултетите од оваа институција. И благодарам за помошта. Поштовани панелисти, драги гости, целта на годината е да допре до што повеќе луѓе и јавности да се информираме за една исклучително важна тема. Органот за просвета во Македонија. Тема која директно не засега сите нас, посветена на човечноста, на хуманоста и на алтруизмот. Токму затоа, денес сме овде и видината е отворена најпрво со прашање поставено на националниот координатор за консултација. По принцип на сите години досега водам разговор со прашање за сите панелисти, а на крајот имате можност да покупите да поставите прашање доколку нешто ви интересира. Професор доктор Биljana Kuzmanovska, првото прашање е за вас. Колку животни може да спаси еден донор и дали како општество сме доволно свесни дека со една одлука можеме некој да му дадеме нова шанса за живот? Тоа е моето прво прашање, а подоцна
професор доктор Иван Барбов, специјалист по неврологија, клиника за неврологија Скопје. Професоре, микрофонот работи, може да спроведам. Професоре, како невролог, можете да ни одговорите како се утврдува мозочна смрт, само најкратко што може и со едноставни зборови за сите присутни да разбереме, и зошто оваа диагноза е клучна за безбедно и етично започнување на процесот на умирање. Моето прашање е упатено до доктор Александар Дмитровски, анестезиолог, болнични координатор. Доктор, кој е тешкиот момент за вас како болнични координатор кога треба да разговарате со семејството за можноста за добивање на хора? Може ли да ми објасните како точно изгледа процесот, макар што новото е споменато, кога им објаснувате на семејството дека во момент на окружен садуван
болка, кога што се млади да живеат шокот, да живеат информацијата, дека нивниот драга психолошки аспект много е важно за било да е разговараме, генерално, перспективата од која што се водите. Јас сметам дека ваквото будење на свесност за одноделителството, како еден највисок подвид на алтруизам, и кога ќе погледнеме опозитната страна, тоа е егоизмот, а посебично живот, суштинско целото не постои. И би направила една паралела помеѓу тоа дека ако се водиме од тоа дека бременоста како чин е давање на живот и не постои гаранција дека организмот една мајка, примерно, ќе го доживее крајот на бременоста, ќе биде се исто во организмот, нема да се случат никакви патологии и така натаму, која е мислата дека даваме живот? Значи, таа врежна инфраструктура или тоа чување на системот здравје и носење на новороденче и при тоа го упати заглавување со сето дека сме одговорни за некој друг, а тоа е некој што е покрај од нас, не држи во една здрава состојба, свесноста да не е таму. Ако говориме дека бременоста дава живот, тогаш јас би кажала дека родителството продолжува живот. Која е мојата вредност? Дваме предпознавања ако сум целост. Што е значи на земјата, дали јас сум комплетна со сите органи на бој, ако при тоа знам дека е слушнатна докторите, мојот здрав организам може да спаси 8 човечки живот. Да не бидам долга, јас сметам дека ние имаме генерално проблем со моралот, со солидарноста, со тоа да се уште и со согласен и свештениците кои се тука дека ние се бориме со некоја помодарство, ние сме трендовска нација, ние сме луѓе кои што прават работи кои што суштински се многу материјални, а во суштина која ќе се многу оставено нешто што е многу победно и не се става на камера. Треба на разговори за да можеме да ја промениме димenzијата на начинот како што се размислува кога се одлучува да се договараме. Спомнавте дека некогаш и семејствата се тие кои одлучуваат, јас тоа сметам дека требало да се разговара како една нормална, сосема очекувана тема, дали кога сме здрави, кога сме здрави, кога не се случува и инцидента сме прилучувани некако, за да можеме истина да бидеме знаете како, истина да бидеме оние кои што некому продолжиле живот и поставиш да поставиш. Законот за трансплантација е многу ригорозен, кога става збор за луѓето на почетни донори, ако почнеме на првите 4 години, значи имате и правно лице, специјалист, кој што си кажа од случај законски аспект како стои правоците, за жал дека се водоправни причини пандемискот не можеше да дојде. Меѓутоа, сега актуелно е, не знам дали сте запознаени со предлог законот за измените и допълнување на постоечниот закон, каде што се предлага да додека сме живи и здрави, и своите матични лекари да се изјасниме дали би сакаме да бидеме донори, посебно кога луѓе ако нашиот живот заврши помогува. Па токму затоа денеска на оваа панелна трибина со нас е доктор Лидија Чолаковска-Дервишова, која што е председател на Сдружение на лекари во Македонија. А од тука моето следно прашање доктор Петко вас. Доктор Лидија, какво е вашето мислење како председател на Сдружението на матични лекари за очекуваните придобивки за поведување на бројот на товари и за унапредување на трансплантацијата во државата? И пред се, ваше мислење, колку матичните лекари како првиот контакт со граѓаните или првата линија на долг рок може да влијае во целиот процес на поведување на јавната средства на
Значи министерот најави дека биде почне дека ќе има промени, веќе почнаа пациенти да се јавуваат. Доктор, ќе сакам да бидам додам, пишете ме кај сте. Но проблемот е што не постои софтвер, мора да постои софтверна база, мора со интерфејси сите да бидеме врзани со таа база што националниот координатор би работел. Мора да постои секој да се изјасни, да се каже, значи уште сега додека е при чиста свест или се осеќа здрав или било што, и да се работи еднаш и тоа да биде национална стратегија, независно дали ќе се смени министер или директор на фонд. Значи тука се говори треба еве националниот координатор да зборува, нели да биде поенергичен и навистина да направиме една кампања која што ќе биде успешна, која што ќе спасува човечки животи. Јас имам пациентка што тапкото го донирала добре пред многу години на Смолци, но после еден свински грип, не знам кој беше таму, што се уклучи нешто, не го кажа, да речеме, преводи да човечно функционираш. Така да мора да подигнеме свеста знаењето на оваа тема, треба повеќе да има овакви панелисти, овакви работилници, дури би рекла, и за матични и за се, да се размислува во тој правец и да се фокусираме да направиме успешна приказна од сето ова и навистина да се спасат повеќе човечки. Но централна база, срамота е во дигитално општество 21 век, ние да немаме база на донор. А може да се направи мој термин, може преку нас, значи изјасни се за донор, значи нема нешто што не може софтверски да се направи, а нели нашиот национален координатор има одлична база на податоци кои што го бидат успешно средени и спасени. Благодаря, само тема да кажам за захвала. Значи, еден месец пришол на најавата, поставена председателска процедура на ЕНЕ, за да се отвори јавна дискусија. Од тој месец само Сдруженијето Неврон даде за
само на одлуката на семејството, туку дека треба сепак да за оваа работа секоја индивидуа, ако има доволно свест, сам се реши и сам се запише. Тоа е. Ако се така, значи тоа е идејата. Ако согласноста е дадена веќе кај матичен, подпишана, скенирана, влезена у регистар на донори, значи ако се утврди мозочна смрт, тогаш ќе се отклучи регистарот на донори, ќе се види дали е тој донор регистриран како донор и тогаш немаме потреба да бараме согласност. Личната волја е неприкосновена. Апсолутно. Сакам да прашам пак мене малку не ми е јасно. Сега ја напуштаме предпоставена согласност? Не, паралелно ќе постојат. Ама со одобрение за нејзиното. Значи тие се викаат opt-in и opt-out системи. Значи opt-out е излегувална система. Предпоставена согласност. Opt-in е влегувална система. Значи јас сум орган и нема што за мене друг да одлучува. Значи сега одиме со двата правни модели. Дали постои земја кај постои единствено предпоставена согласност без дозвола од семејството до родител? Да, Германија, Франција, Хрватска. не Хрватска бараат согласност. Бараат согласност. Тоа ќе беше наједноставното решение. Значи Хрватска бараат согласност, меѓутоа Германија и Франција, штом се утврди мозочна смрт, тие имаат предпоставена согласност. Ако не депонирале, докторите не се должни дури ни да не само да не го прашаат, не се должни ни да го информираат семејството. Меѓутоа они само го информираат семејството дека вашиот близок е донор. Така е во Германија и во Франција. многу добро звучи. Тоа добро звучи, меѓутоа во пракса, ако работите со луѓе кои што само што треба да им изразите сочувство и да им побарате органи, кога ќе седнете и ако на крај го дадете делото со извадени органи без да прашате согласност, светно дело ќе бидете вие. Така да сакам да кажам дека се мора да се прилагоди на менталитетот на локалното население и затоа овде тоа што кажете пред малку на почетокот. Секогаш гледам во очи на публиката, да видам до каде сме, до каде не разбираат, колку не разбираат. Значи секој закон мора да биде прилагоден на популацијата, на менталитетот и на свеќањето и на нивото на образование. Желако се да го појасни накусо. Со предлог што е даден сега, практично се прават три категории, што е во ред. Едни кои што база на податоци не сакат да видам парите. Не е базен. Само што сакам се предвидува. Тоа значи и тие што не сакам и другите влегуваат во сегашните законски. Така? Треба семејството. Еде да речеме тие што не се согласиле, за нив одлучува семејството. Значи мора да последи тоа. Сега, Добре, и ми има законска. се освртуваме на вторичниот дел, каде што своје излагање имаат експертите од областа на срце и побрежна слабост. Моето прво прашање е упатено до доктор Никола Христов, кардиохирург од Жанковиќ клиник. Докторе, моето прво прашање е имам две прашања за вас. Каква улога има механичката срцева потпора кај пациенти што чекаат трансплантација на срце и колку овие уреди практично им губаат време додека се чека донор? Кој е бенефитот од овие комби? Колку практично се губа време додека се чека? Благодарам на поканата, повторно и прашањето. Благодарам за подршка. Уредите што иставаме дали се работи за едностранна подршка за ЕЛВАТ или за БИВАТ, значи за регулација на срце. Самиот назив е или брич транспорт, значи или мост за
критериумот за трансплантација на срце е најстрог критериум за сите органи. Вие можете буклет да трансплантирате и од 60 годишен човек, за срце до 40 години. Над 40 години веќе имаат екстендед критерија, значи проширени критериуми и мора да се направи ангиопатија на срце, што го правиме. Донорите кои што сме ги имале, дел од објективни причини не можеле да даруваат срце, 2 пати сме имале одлични срца, здрави срца. Листата за срце околу 30 пациенти, првиот пациент што да имаше прекрасно здраво срце, АБ негатив имаме реципиент. За жал, толку се 30 луѓе, АБ негатив е најдобрена група, така е. А вториот пат имавме одлично срце здраво, тројца потенцијални приматели, од кои што одбија срцето и тоа некои и не припатија да додат во болница и тоа исто така многу човечка, како да кажам, одлука и нивна одлука е да не дојде, а едната реципиентка потенцијална дојде во болница и во тек на подготовките се предомисли. Значи сме имале и објективни и субјективни причини зашто сме немале срце. А ако сме имале ние толку многу донори, за да имаме секој месец по едно донорско срце, значи здраво право до 45 години старо срце, нема да ги правиме овие измени на Ја законот. не откривам битва, мислам точно дека системот е Баш добро што ме прашате и добре да, системот е лопце напред, како да кажам, тие девајси што се стават, нели, как друго лопце, меѓутоа имаат одредена исплатливост. А она што нема исплатливост, последно ќе се протне како законска и така натаму и така натаму, што нема економија, да речем, нели? Значи, трансплантација нема економија во трансплантација. Трансплантација е алтруизам. Не сме да има никаква трансакција, никаква, значи... Да, затоа и транскат и законските никој не го интересира да го направи. Токму затоа се бориме да допреме до што повеќе граѓани, значи лице в лице, едукативни емисии, за да имаме што повеќе донори. Трансплантација нема економија, трансплантација е алтруизам. Јас не секогаш Точно и затоа тие работи најтешко проаѓаат некои. Токму тоа, затоа најтешко проаѓаат. Јас некој ја користам и ова прилика на секоја да ги накажам. Значи, јас како да не кажам ништо. По мене во државата има сигурно уште 20 кои што се соочуваат со оваков проблем, секаде ги повикувам 30 да ми се придружат. И мене ми треба помош. Јас сум психички убиен. Зошто не се придружат? Најлесно е да сме тастатура, извинете, коментатори, а на дело никого нема. Ја користам приликата, сите невладини издруженија, не знам, физички лица, секој нека ми се придружи, борбата е заедничка. Не се ти, утре можам јас да чекам на таа листа. Зошто? Значи, да, тука се докторите, панелистите, меѓутоа сите сме дел од ова општество. И не знаеме на кој повеќе му се најде нешто. Дај Боже, никој ги не помислува и не посакува. Ама борбата е заедничка од окрог, не од денес за утре. И наискрено, еве, уште еднаш ме користам приликава, доколку познавате луѓе кои што чекаат орган, слободно нека ме контактираат и заедно ги имплементираме превидите. Конкретно, во Струмица имаме млада девојка од 37 годишна возраст, која што исто како мојот сопруг, се двајца живи во Македонија, со по 2 помпи, 7 години. Не знам дали знаете. Ама и штитимо многу млади, од 27 години до 45, од кои што само последнава година умреа 5 души. Ево тоа што нема срце, тоа што имаат инфекции на раните, тоа влегува во крв и толку. Не треба да ќутиме за ово, не се молчи за ово. Само заедно можеме да придонесеме до промена. А сите на социјалните мрежи коментираат, јас чекам умрек толку години, чекам црн дрог. Први сме да коментираме, па дојдете до луѓе да работиме заедно. Јас нешто да прашам, дали одлична иницијатива ваша? Да, дали некој е пристапил од институциите, бидејќи ова го има на социјални медии, кои се слуша? Дали би пристапил, да рече, ќе ја поддржиме? Овој кој е себе состана? Ова е веќе националниот координатор на Министерството за здравство. Националниот координатор е дел од владата и од министерството. Што е искрено, не се случило претходните години. Јас сум исто со сите, не е важно кој ќе дојде ми некој не ми го решава ниту една политичка партија. Може да ми го реши системот и доступ, а кој сака нека дојде на позиција. Затоа што и со едни, и со други, и со трети, и со 10. Ако е за таква идеја
верските заедници, сите се овде, тука нема поделба. И оваа болест не поштедува ниту по вера, ниту по боја, ниту по возраст, како што е нашиот случај, ниту пак по политичко бање. И затоа секаде на секоја трибина се тргам од политичка етикета. Ве молам на вистина сме со последни сили. Никој да не е во кожата. Не ја користам приликава тука да се кажам акtivно работа со негативна енергија, и сакам да пренесам искрена порака. Овде стојам како идена. Не стојам ниту како здружение, ниту како, не знам, партија или нешто и да е. Стојам како сопруга која што има 7-годишно дете, кој својот татко го зема само со торби и со вештачки пумпи. Од кога е родено, мојот сопруг е така. Јас не сакам да живеам така. Сега, ако е речено да не се успее, нема да се успее. Меѓутоа ќе направам се што е во мој рацет и оваа трибина ќе продолжи. И овој караван ќе оди. А сите се добредојдени да ми помогнат логистички, да присуствуваат на трибините. Контактот мој е достапен, слободно секој може да ме контактира. Јас сум иницијатор на оваа трибина. И не треба да се лутите меѓу вас по колеги, по не знам, зошто јас, зошто не јас. Јас не можам да ја знам цела Македонија и цела медицинска фела. Ама сите се добредојдени, ако мислите дека некој треба да ја покане на следна трибина, да молам дајте ми сугестија добронамерно. Не молам. Моето второ прашање за доктор Никола Христов е, прво да поставам прашањето и да молам за прецизен одговор. Како технички се изведува експлоатација на двете машини биват уредот за време на самата трансплантација? Дали таа процедура значително се разликува од обична трансплантација на срце, која што претходно не е градена на биват, со оглед на тоа што досега во Македонија не е направена трансплантација? Се разликува, значи малце по-комплицирана, меѓутоа изводлива, апсолутно, без некои големи технички, да речем, замки. Мислам дека најтешкиот дел е да се најде срце, да се најде донор, а другото е, мислам, во добри искуски хируршки раценени. Сега се префрламе на стручниот аспект за обрези, оттука моето следно прашање опатено до професор доктор Гоце Спасовски, специјалист интернист и субспецијалист по неврологија. Професоре, како би го опишете секојдневниот живот на пациент на диализа и што значи за нас, обичните лаици, дека некој добил многу убред од кадавер? И воедно се благодарам што прифатите поканата за Благодарам јас. Драго ми е што можам да споделам дел од нашето искуство и јас апелат имам за трансплантација за 30 години. Искуство. Пред се да кажам две работи. Дека бубрегот е парен орган, урогениталниот систем има два бубрега и ние сме среќни во таа смисла дека можат кај нас да се трансплантираат пациенти и со и од кадаверичен бубрег и од жив дарец. Значи тоа е голема предност, што за другите органи може да дел од срниот дроб, меѓутоа за другите органи не е во можност така нешто се изведе. И второ, сакам да кажам дека економијата кај нас, како има предност, не само квалитетот на живот, не само професионалноста што може да се ја повратат пациентите после трансплантација, семејната благосостојба, социјалната благосостојба, туку и општеството, државата, едноставно, ако еден пациент чини 15.000 евра годишно, диализен пациент, после првата година од трансплантација, кога отприлика се тука исти цената на лековите за една година заедно со трансплантацијата, ако не е финансирано. Понатаму, значи имаме 3-4.000 евра за лековите, што се имуносупресивни, што се доста скапи, меѓутоа и тоа е значи економски многу поисплатливо од самите диализни процедури што значат се живот за тие пациенти, меѓутоа било уште еднаш многу подобро ако пациентите би биле трансплантирани. Пред едно 3-4 години имавме состанок кај нас во Скопје за еден summer school, кај што мене побара колегите од европските институции, од Европското здружение за трансплантација, Интернационалното здружение за трансплантација, да повикаме за младите колеги и да поканим
што е неговото согледување како бил животот пред и животот потоа. Одговорот беше многу едноставен. Слободата да можете да го видите светот. Брзаноста за апаратите 3 пати дневно и изнемоштеноста после самата клинична процедура се го прави своето и во смисол на психички проблеми и во однос на тоа дека не можете и фамилиарно да обстоите, во социјалниот систем да обстоите, да работите професионално, да работувате и така натаму и така натаму. Додека кога ќе бидете трансплантирани, разликата е дека да, пиете 20 напчиња во денот, најмалку, и се внимавате со одредена доза, но мислам дека таа умереност, хигиена, диететски режим, во начин на исхрана и начин на однесување со собственото тело и собствениот организам, мислам дека тоа не пречи и дека она што луѓето го искусуваат кога ќе бидат трансплантирани не е компарабилно во никој поглед со она што ете преживуваат, за тоа што може да се преживее, гледате, срцето има на свој начин на девајси, меѓутоа тоа има ограничена потентност, а кај нас имаме пациенти што преживуваат 30 и 40 години на диализа програма. Диализата како таква е добра, не кажувајќи за можните коморбидитети и за оно што се случува на психички и емоционален пациент кај нашите пациенти. Значи, јас апелирам да и живодарителство, бидејќи живото дарителство е апсолутно на некој начин многу по-лесно, по-добро, со по-добри органи кои што се, како да кажем, со елективна процедура и селектирани и трансплантирани со многу мало времена схемија, со многу подолго преживување, за тоа што мечингот, значи идентичноста меѓу хајал ткивата, типизациите е многу поголемо обично кај тие пациенти што имаат жив дарител, но сепак она што луѓето кај нас не можеа да го гледат пред 30 години и имаше голем дел што патува и во странство од третите земји за да добијат бубрек, затоа што не го гледаат светлото на крајот на тунелот. Сега мислам дека многу целата популација во подобро состојба, затоа што од 2011 навака ние имаме 65 отприлика дарители кадаверични, кои што отприлика 100, 110, 20 бубрези, односно пациенти од кадаверичен бубрек беа трансплантирани. Моето следно прашање е фатање од ова асистент доктор Лазар Босковски, национален традиционален експерт, центар за кардиологија и кардиохирургија Скопје. Докторе, колку процент од младите пациенти со вирусен миокардит подоцна развиваат дилатативна кардиопатија или хронична срцена слабост? И дали при пациенти на возраст од 20 до 30 години оваа појава е честа и резултира дали со трансплантација, ако случајно од 23 години имаше кога доби ширно срце. Колку е често? Благодарам на поканата. И тоа би кажал чисто за необходимо да знаат миокардитис е воспаление на миокардот, кој што може да настане од различни причини. Најчеста причина е вирусната причина за миокардитис, воспаление на срцето. Сега, значи, застапеноста е миокардитисот имаме исто кај голем дел од болестите, имаме болесна и потешка форма, кај пациентите кои што прележале болесна форма на миокардитис, застапеноста од прилика 10 до 20% според официјалните податоци, 10 до 20% од тие пациенти развиваат понатаму дилатативна кардиомиопатија или хронична срцена слабост. За разлика од пациентите кои што имаат тешка форма, кои што доаѓа до нарушување на функцијата, доаѓа до фиброзни промени на миокардот, застапеноста е околу 30%, 30 до 50% од пациентите развиваат срцена слабост, односно дилатативна кардиомиопатија. Во однос на вториот дел кај што ме прашате за дали е почесто доаѓаме до диагнозата, да, значи клинички бичи дека е почесто застапена оваа болест, но тоа не е реална слика, односно се должи на тоа што благодарение на усовршување на диагностичните методи да имаме многу полесно до диагноза на оваа болест и исто така и самиот тренинг на докторите, стручноста, усовршувањето и подобро следење на
имунолог. Дали може да ми објасните што практично значи тврдење дека организмот може да го отфрли трансплантирање на орган и како лекарите го исклучуваат тоа? Молам само написано и со обични зборови за сите да разберат. Благодарам за учеството на оваа трибина и секако дека ќе бидам импулс и ќе се обидам разумни. Нашите организми, човекот, има родена отпорност која што е кон милиони бактерии, кон стотици бактерии, кон милиони вируси, кон многу други молекули и тоа што го носиме ние со раѓањето, тоа викаме родена отпорност или имунитет. Меѓутоа, имаме и нешто што кога ќе се родиме, доаѓаме во контакт со нешто што не сме дошли во еволутивниот смисол и тоа е стекнато. Значи, она што го стекнато. И сега еден возрастен организам ги има и двата имунитет и тие се поделени по две гранки, едното клетките што прават и другото течностите овој клеточен организам. Со други зборови, овие два системи од раѓањето и плюс во животот на организмот, зборуваме сега за потенцијалниот примател, би се однесувало, практично е отпорен или е спремен да се спротистави на секоја молекула што постои денес на земјината топка и на секоја молекула што човекот може да ја синтетизира толку е многу голем, што представува извонредна способност на човекот за обстојување. Ама тука е проблемот. Треба сега ваков организам, кој што е вака спремен, да прими туѓ орган, тогаш доаѓа до активирање на неговиот имун систем и тогаш доаѓа до практично реакција на отфрлање во почетокот поблага, меѓутоа подоцна да може да се проширува. Се разбира тука клиничарите делат на брза хиперакутна, субакутна и хронична, значи зависи од времето кога се јава. Меѓутоа, суштината е дека организмот кој ќе прими туѓ орган веднаш почнува да реагира со овие сите организми што има да го отфрли. И тоа е тоа. Докторите имаат смислено механизми, тоа се имуносупресивна и друга терапија, дефинирана во протоколи, кои што се типични, но се прилагодуваат за органите и за поединците, и на тој начин успева туѓиот орган да се одржува во собствениот организм. Ако тој не успее да го направи, тоа е тоа отфрлање. И сега тука се разбира замката дали е тоа можно бесконечно да се третира таков пациент, што е неможно, и оние што се третира, што заправо се случува. Кај нив се случуваат покрај ова позитивните ефекти да се спречи страдањето и некои странични несакани ефекти, и тоа е заправо проблем. Инфекција. Има опишување и за појава на рак и така, но тоа не е толку значено. Она што е битно, што јас сакам да го кажам, е дека заради тоа многу научници се обидуваат и порано и денес да најдат начин како да не се дава имуносупресивна терапија, а сепак органот да биде прифатен. И тоа пред неколку години успеа во UCLA, односно како ние го изгледа, на неколку клинички случаи во кои што со трансплантацијата на бубрегот кој што не е идентичен, се внесат и матични клетки од човекот кој што има тој бубрег во исто време и на тој начин се избегнува давањето на имуносупресив, бидејќи матичните клетки се прилагодуваат кон својот орган, го прилагодуваат и домаќинот и на тој начин се избегнува имуносупресија. Тоа е засега во два клинички центри во светот направено, но да не забравиме дека минатата година Нобеловата награда заправо за медицина и физиологија ја добија тројца научници кои што се бават со регулација баш на овие имуни клетки кои што би требало да толерираат туѓи. И се очекува дека тие сознанија може да доведат до некои подобни резултати во брзо време, а во подалечна иднина. И последно да кажам, и двете Нобелови награди пред тоа беа исто така поврзани со можностите да се вие
имунологија, измерување на прифатливоста на туѓото во човековиот организам при трансплантација. Со други зборови, денес сме во состојба дека практично има механизми, освен лековите, и се работи на други, да се намалат или да се исклучат, кои што подолго или евентуално скоро доживотно би можело да го толерира во својот организам туѓиот дел, туѓото тело, туѓите клетки. Моето следно прашање е упатено до професор доктор Александар Петишковски, Институт за имунологија и имунологија. Професор, кои се најчестите имунолошки предизвици и колку денешната медицина успева да контролира овие ризики од болење? И едно подпрашање, клиничката важност на трансплантацијата на матичните клетки во современата медицина и кај кои заболувања таа најчесто представува единствена или најдобра терапевтска опција. Молам да По првиот контролира ризикот од подпрвото, тоа што практично е образување на професор. Колку е мал сосема напусно за современата медицина за имунологијата како да е напусно, знам, или да се да разбереме имунологијата е многу важна во трансплантацијата и тоа во целиот тек на трансплантацијата. Најпрво за одредување наоѓање на најсоодветниот дарител на орган, потоа за следење на успешноста на трансплантацијата и исто така за од терапевтски аспект за контролирање на отфрлањето. Напредокот е ненормално голем во сите овие сегменти и во диагноза, и во терапија, и во следење. Нормално ние како Македонија не го следиме тој напредок како што треба, односно каскаме. Еве со професор Спасовски се обидуваме 17 месеци назад да воведиме една релативно проста техника за која што моментално луѓето пациентите ги праќаме во Бугарија да ја завршат, да ја реализираат. А што чекаме? Чекаме тендер 1, 2, 3, 5 се срушила процедурата и еве за конечно за месец дена веројатно ќе може да тргне работата. Значи напредокот во науката воопшто, во имунологијата особено, денес има така потентни имуносупресиви кои што практично можат да го прескокнат несовпаѓањето на органите. Тоа веќе во Турција, да не одиме подалеку, го користат. Таму веќе и крвни групи не мора да бидат идентични за да се изведе трансплантацијата. Значи, сигурен сум дека малце мои оптимисти да видиме ќе дојде и кај нас развојот на имунологијата, ама споро и треба да преживееме, да го видиме, да го дочекаме. Однос на овој вториот дел, матичните клетки, односно хематопоетски матични клетки, малку сме посрекни во тој дел, бидејќи тој дел од медицината функционира прилично добро. Например, досега во државата се направени 85 дарувања и трансплантации на матични клетки од несродни дарители, што функционира навистина многу добро, светски дарители зборам. Например, во моментов имаме уште 4 постапки во тек, очекуваме следната недела и неделата после таа да стигнат клетки од Полска, да стигнат клетки од Белгија, од Турција и од Германија. И ова 85, замислете, во минативе 6-7 години процедури. Навистина сме и истовремено еден наш дарител е во постапка да биде прифатен, или ќе видиме дали ќе биде прифатен, меѓутоа комуницираме за дарување на клетки за пациент во Полска. Тоа е навистина многу добро воспоставен во цел свет, вклучително и во Македонија. Е сега матичните клетки не најмногу, туку единствено рутински се користат за лекување на хематолошки болести. Нема излечено дете пациент кој бил болен од аутизам со трансплантација на матични клетки да се излечи. Има разни клинички студии, има испитувања, меѓутоа во рутина единствено хематолошките болести може да се лечат со трансплантација на матични клетки и за таму треба да се користат. Толку. А многу често и по социјални мрежи доаѓа до злоупотреби. Ма за се што гледаме, од аутизам, невролошки разни болести, меѓутоа нема, тие не се начин прифатен, признаен за излекување на тие
многу, полека се приближуваме до крајот на оваа трибина, а сега е време да се осврнеме на верскиот аспект, кога е прашање дарувањето органи од починат домов. Мојата огромна благодарност како до така до ИВАС и до католичката црква, затоа што секогаш на секоја трибина се обрекаме до официјално на епархиите или на секако што треба и со платов од муфтиите, од католичкиот свет и од православниот свет, досега ниту еден од трите верски ведници не ни рекол не. Што сум искрено благодарна. На крајот на денот сите јесме од крв и месо и сите даруваме на Бог. Да не генерализираме. Моето прво прашање е упатено до отец Симеон Турски, представник од Македонската православна црква. Очи, добар ден и благодарам со нас. Каков е ставот на православната црква по однос на посмртното донос? Благодарам на прашањето. Најпрво да се благодарам на поканата кои да присутни. Се радуваме кога ќе напомнат овие на вакви значени теми. Сметам дека оваа тема за добро на образованието е многу важна значајна тема. И вакви стручни дискусии, јавни дискусии се многу важни за да се сензибилизира општата народна маса за одзивот кон органот на правителство да биде колку што може повеќе. Прашањето беше за Каков е ставот на православната црква по однос на домирањето по смрт? ставот на православната црква. Ние како панправославна црква немаме единичен став, но во последниот пола век многу помисни цркви излегуваат со конкретни ставови, така што можеме да направиме една конвергенција на ставовите, а тоа е дека за нас православна црква смртта е трајна. Таа ја офаќа биолошката реалност, но го зафаќа тој метафизички момент, така што не можеме, никоја дефиниција не може да ја исцрпи дефиницијата што значи посмрт. Но сметаме дека кога станува збор за стручни лица, кога тие, како што спомна професор, стручно ќе утврдат воздушна смрт со точни инструменти и методи, тогаш црквата одобрува и го благословува тоа. Така што кога стручна доктор ќе рече дека ова и ова пациент користејќи се современи методи, дека животот не повикува се привлекува од него, тогаш ние влегуваме во таа морална реалност и ја дозволува. Така што Црквата не забранува апсолутно не. донос. Тоа што црквата е проблематично, тоа што го рече и координаторката, органот за рекалството не смее да се комерцијализира. Тоа мора да остане во својата суштина алтруистичко. И ако направиме објективна анализа на сите успешни органно-правителски проекти, јавноста реагираше екстремно позитивно. Така што измислиме, ние имаме многу стручни лица. Ние можеме да направиме многу големи успеси, но мора да се изгради добар прав во самиот процес на органно правителство. И тие законски промени на овој систем се необходни, затоа што црквата токму тоа го гледа. Мора да се почитува и интегрираната слободата на личноста и доколку таа се пријави, тогаш нема никаков проблем таа да стане орган на рекол аспект од црквата, од теолошки аспект. Така што за црквата тоа воопшто не е проблем. Проблем е тоа, значи, тој е економски инсентив да се тргне од маса, сега се нашла тоа некој нема економски инсентив, нема и но со позитивни примери, со сензибилизирање на јавност, со ваква организирана подршка сметаме дека е поголем. Ако дозволите да се вклучам, ви благодарам очень много. Наистина преубаво ова да имате. Бидејќи контактирам во рамките на професијата со многу луѓе од различни
Значи, навистина го благодарам, многу се изјаснисте за сензибилизација и за јавна свест и во однос на етичкиот момент, бидејќи немаме денеска правник, гледа јас сум неповикана да ги одговарам правните прашања, бидејќи не добро познам веројатно законот и предпозите на новиот закон, кој што јас ги инициирав. Значи, во нашиот закон и во стариот и во новиот ќе остане казнена одредба 2 до 7 години затвор за секое неетичко немедицинско постапување во однос на трансплантација. Јас за тоа велам, тоа е најстрого регулиран медицински процес. Понекогаш е подобро да не направиме трансплантација, колку да сгрешиме. Овој процес не сме да има рамка, ни медицинска, ни правна, ни етичка. Значи, некогаш е подобро и да не ја гледаме успехот на трансплантација по бројки, да го гледаме по исходи. Професор Спасовски убаво кажа, 5 година дена да живее пациентот после трансплантација, подобро да не ја правиме. Втора работа, колегата од Жан Митрев, доктор Христов, убаво си кажа, нема економија. Нема, затоа трансплантацијата е регулирана со закон. А и да се ви новиот закон беше најставен. Значи, трансплантацијата никако не сме да биде трансакционална. Значи, убаво си кажа колегата, трансплантацијата е всушност трошок. Меѓутоа е во функција на спасување на живот. И токму така, значи, убаво си кажа и колегата, тука нема никаква трансакција, тука не сме има никаква ни во услуги, како да кажам, придобивка за никого. Се мора да биде доброволно, се е регулирано. Два правни ентитета ја регулираме трансплантацијата. Национален координатор, Вања Смиринка, но тоа е институција, јас сум правен ентитет. И Министерство за здравство, како што ви кажа, сите документи ги имаме на мој термин и во хартиена форма, по закон, пак сте за закон ќе се пада. 30 години од секоја трансплантација треба да се случуваат сите документи. Така да, тука мораме да тргнеме и овие трибини, морам да се надоврзам на господја Ирена, овие трибини мора да бидат надпартиски, надполитички, никогаш не сме разгрешни политика за трансплантација. Ова е чисто хумана и алтруистичка и пред се во функција на спасување на живот. Не сме да имаме никаква друга агенда кога ќе се исправиме пред граѓаните наши, никаква друга агенда не сме да имаме, освен агендата дека работиме во корист на спасување на животи. Фала ви на придонесот. Моето следно прашање е патено до отец Спасо Христов, представник од Католичката црква, катедрален парох Столица. Отче, каков е ставот на Католичката црква? Благодарам за прифатањето на мојата покана. Мене е толку чест да седам во оваа купа со толку еминентни личности кои си ја познаваат својата струка и својата дејност. Благодарам до вас што подаливте, благодарам до вас кои може да тука некој од вас е директно насочен или директно уочен со проблемот. Католичката црква, како и црквите, го следат учењето на Исус Христос. Јас почнувам од почетокот да дојдем до сега. Исус кажа дека нема поголема, ова е најголема заповед што можем да ја дадеме. Нема поголема заповед од ова. Да се даде својот живот за својот ближен, како што всушност и тој самиот го направи. Потоа апостолите истото тоа го правеа, ако се сеќавате кога еден сиромав човек проси милост вида од апостол Петар, а тој вели, јас немам ни злато, немам ни сребро, но во името на Исус ти велам стани и оди си. И тој ја зема својата постелка, оздравува и се радува, затоа што го добил благодат да продолжи да живее. Во текот на историјата на црквата, како од источна, така од западна традиција, секогаш оделе во таа насока, да се помага таму каде што е најпотребно и каде што тие луѓе кои имаат најголема потреба. Па оттаму и почнаа првите или едни од првите болници да ги градат самите во црквата, за да можат да помогнат токму на луѓето кои се во потреба, значи кои се болни. Потоа, кога веќе почнува да кажеме со усовременувањето или усовременувањето на медицината, на науката посебно, кога веќе доаѓа до степен дека може да се прави трансплантација на одредени органи, тогаш нема што повеќе. Тука црквата застанува и тоа со став дека
кој може тоа да го прави? Сите можеме да го правиме како што слушнавме, бидејќи сите сме потенцијални донатори и потенцијални приматели на тој орган. Така да ние застануваме тука и дели црквата го дава својот јасен, позитивен став за тоа бидејќи се работи за живот. Живот кој може на некој да го продолжи животот. Почнуваме од кодексот на каноните, каде што се вели кој може да дарува, тој е многу драгоцен чин кон својот ближен. Да не го заборавиме папата Иван Павле II, кој долги години беше понтификатор во својата енциклика Евангелиум Vitae, Евангелие на животот, вели вака: да органодарителството е вистинска љубов кон ближниот, од тоа појасно и нема. Додека пак Бенедикт XVI исто така во својата енциклика Caritas in Veritate, љубов во вистината, нели највистинска љубов е да донираш, затоа што со тоа ја покажуваш ти својата емпатија кон другите. Тоа е мајка Тереза. Јас секогаш зборим, се што ќе направите за еден од овие, тоа е милосрдие. Си го помина животот со правите милосрдие на тие кои се во потреба. Денеска исто така ние продолжуваме по нашите цркви да ги охрабруваме верниците дека дарувањето орган на некој кој е во потреба преку трансплантација, затоа што тоа е единственото спасување или продолжување на неговиот живот, тоа е најповеќе што можеш да го направиш. Го поттикнуваме и секако има сепак, како што веќе го кажавте и вие, се согласува и црквата, да нема злоупотреба, да нема како се вика продажба и така натаму злоупотреба на органите и секако да има согласност со семејството кои би се согласиле доколку тоа има потреба. Но само една работа да ви кажам. Јас минатата година во Германија еден човек го сретнува повеќе пати во живот. Млад човек, доста. И имаше едно ливче тука како што јас имам. И го прашувам ставно, што е тој лист, колку веќе повеќе време се гледате? Вика, што ми е овој лист? Во случај вели да падам на улица, да не ме носат до болница, туку дома да ме носат. И зошто? Еве, поради некој нејасни работи, кој мене ми изкача, ја вика, па белки нема да дојде до тоа. Еве, да се надеваме дека ќе биде се убаво, позитивно, за да може некому живот да се даде. Ето. Истото прашање е Пак, како најповика нека се почне тука, многу накратко. Благодарам Моче, и благодарам ви на излагањето и зашто следите да објективно покажате вашето мислење. Благодарите на тој став, на папата и на Павле II. Потоа, папата Бенедикт, од Франциск претходниот, од Лео, сегашниот папа, католичките години се прибрват на евангелските години. Благодарам. моето следно прашање е упатено до магистер Герман Шимановски, професор по исламска историја, представник од Исламската верска заедница. Читувам, кој е ставот на верската заедница по однос на истото прашање за што беше? Најпрво ви се заблагодарувам за поканата и чест ми е да присуствувам заедно со овие ценeti професори, колеги, кои што се и заедно со овие гости. Значи, исламот од почетокот, како и негите, и во другите нема искрен став од почетокот, но гледаме веќе во ова помодерната наука
една работа која што не смее да се донира, а тоа се репродуктивните органи, еднаш тоа е строго забранено. Освен тоа, истите работи кои што стојат во законот, во законите на сите земји, ги има и во нашата вера и ги има во ставовите на исламските научници. Кога гледаме во исламскиот свет, како што се пример Турција, Саудовска Арабија, ги има организации, има програми за образователство, каде што луѓето сака да има свест за ова, но една работа е многу тешко, а тоа е ние се соочуваме како и колегите од православната и католичката црква, многу е тешко кога веќе има смртен случај. Многу е тешко да се докаже или да им се каже на луѓето дека може да се помогне, бидејќи многу е полесно да се одлучи за самите. Многу е потешко да се одлучува за други. И затоа е многу тешко. Ние дури се соочуваме со проблеми, веќе почина и треба да се спрема за да се помогне, но се соочуваме со проблеми, а не пак одени. Тоа е, затоа треба да се крене свеста кај луѓето, да се знае дека оној кој што ќе спаси друг живот, ќе продолжи да живее и тоа е става. Благодарам. Многу искате да што кажа, тоа спаси еден живот, како да го спаси целиот свет, кога има културно, сата каджали, сите предавања учиме, сите по нешто и сите заеднички само може да успееме. Сами како единки саможивни ништо не можеме да промениме. Нашето последно прашање за последно прашање, но не најмногу важно, би рекла најважно од сите. Честно да ја најавам следната панелистка, а тоа е Вилја Дикова, таа е мајка, донор на делот Црниот гроб, читала делот себе за да го спаси своето дете. Лијана, честа е моја, благодарам што ми подате рака во овие тешки времиња, затоа што и вие сте во наше место и не сте заборавени на страдањата и ете се уште по колку години под вас сте од тези присутни и благодарам за поддршка. Што не сте често многу други кои што се решили промена, кои што не е за осуда, меѓутоа секоја година го практицирам, а и го практицирам веќе. Вилја, ако може да не споделите својата животна приказна, која наистина е мотивираща и вреди да се сподели. Што значи да се биде донор на делот Црниот гроб, знаејќи дека на тој начин го продолжувате животот на вашето дете, која би била пораката постигнена на присутна? Благодарам за пораката, Елена. Голема поддршка за вашата иницијатива. Жена борец, сопруга борец. Вака, јас сум донор на делот Црниот гроб на моето синче. Лекарите ни ја соопштија веста дека единствениот начин да се спаси неговиот живот е трансплантација на црн дроб. Единствената мисла што минуваше низ главата беше ние како родители дали ќе можеме да му бидеме донор на детето. И после тоа, кога се направија сите испитувања, кога се увиде дека јас не можам да бидам донор, бевме престрани. Патот не беше лесен, имаше многу стравови, болка и сето тоа. Меѓутоа, кога сега го гледаме детето како е среќно, весело, му се радува на животот, би го направиле уште 100 пати. Споменавте многу, затоа што не има можност да биде човек да ми ододе, едно сведоштво од пациент кој што носел вештачко помпа со години па до трансплантација на срцевна лимфанија, затоа што се уште не можам да најдам соодветен такава пациент кој што се борува, се надевам за една година ќе успеам да дојде, да биде дел од оваа важна дискусија во Буџак, да го слушнеме сведоштвото. Споменавте професор Рековица дека не влизало да 3 пати по неделата, не се врзани на машина, а овие со девајсите се врзани 24/7 на батерија на струја, во забрана путката за преживење на живот, што не е за споредба, меѓутоа тешок е, ограничување има и на реализирани, ограничување има и на овие со пумпа, особено како што пациент пумпи срце е специфично, што мора некој да почине, за да може да продолжи нечиј живот на овие со пумпите што ги споменуваме целодневно. Не постои опција од читање. Уште ова да се крај, просто имаме за прашање на публиката и да поступуваме за одговор. Голем поздрав до сите учесници на оваа панел дискусија.
се осеќав ужасно. Тој се ми откажа врезите, освен тоа добив одобрение од куќа. И кога се тоа се беше на најдобар начин, почна да добивам и од снелата. Сето тоа траеше скоро 11 месеци. Живеев под голем стрес. Парање ми даваа, и како што ми даваа крв, ме вадеат листата за трансплантација. Тоа беше огромен стрес за мене. Поради сите овие проблеми што ги имав, ме ставија да бидам приоритиран на листата. Доколку дојде срце со мојата крвна група, дека ќе бидам прв. Најпосле, после 11 месеци, звонеа дека пронајде срце за мене. Операцијата исто така траеше долго време, но кога ме будија се осеќа фантастично. Мислев дека стварно ќе полетам. Нека фамилија, не ме познава и даде шанса да втор живот, да можам да живеем, да можам да се радувам на животот, да му се радувам на моите внуци, да играм футбол, да работам по скоро време, но сега пензионерски данови и уживам во нив. Пред се сакам да истакнам дека јас заедно со мојата фамилија имаме подпишано доколку дојде до мозочна смрт да ги земат сите органи кои што треба да спасат човечки живот. Се надевам дека мојата порака ќе помогне на сите што се чекаат живот во нашата Македонија. Ви благодарам. Дискусија и имаме простор за прашање на публиката по одобрени од панелистите повели. Националната листа има 30 пациенти кои што чекаат срце 29 поточност и половина од нив се пациенти кои што се со пумпа. Како што кажа доктор Христов, тоа точно нема трансплантација
Спасовски и он веројатно ќе се согласи со мене, најидеално се за Бубрек, заради тоа што може таму таму има мечи по возраст. Значи дури може, ако донорот е повозрастен, ако отидеме на проширени критериуми, обработена донор кој што има 60 години, последната трансплантација е 60 годишен донор, имавме Бубрек, имавме Црндроб, многу успешна трансплантација. Значи, ако имаме повозрастен донор, тогаш се прави мечин и по возраста. За Црндроб исто така, некаде горна граница е околу 60-65 години, меѓутоа пак ќе кажам, старењето на органите е индивидуално. Затоа правиме искање на органите, биохимиски анализи, така да некогаш 70 годишен бубрек или орган може да биде како на некој што има 60 години, ако човекот бил претходно здрав. Меѓутоа, за секој орган си има критериуми. Коски исто така не се вадат ако пациентот е над 40 години, веќе почнува остеопороза. И затоа ги вадиме коските кај помлади донори, потоа ги складираме до 5 години ни прават коските во банка. Така да, се работи според медицински критериуми. Да, возрастна граница нека би била, да кажам, до 50, генерално прифатено и сосема горе, над 50 веќе се индивидуална проценка за проширени критериуми на донор. Дали кои се најчестите причини до некој човек да заврши можността? Вака најлаички и најнависни? Најчесто се цереброваскуларно крварење. Здрав прав човек? Да. Нешто што звучи? Да, дали е близки или се случуваат и дали најчесто причина се јавна информација, значи потоа инсулти кои се стануваат исто и по возрастни особи, значи потоа травматски повреди мозокот. Да, особата е висина. Само да прашам, сегашно е законот во момент, се да сме потенцијални донори со согласна со повременското семејство. Еве пример, јас се цела, сакам, без да треба моите семејство да се согласи, каде можам јас, како индивидуум, да се запишам дека би сакам да бидам начин. Или некој помлад, не сакаш да бидеш дома, во моментот. Последниот збор го има нашето семејство, во моментот така да сакаш. Тоа значи, јас дарно служав со години, јас сум АБ, крвна група што е многу ретко. Давав крв, никогаш не помислив дека еден ден јас ќе зависам од нечија хуманост. По уште давам, до 18 години дарувам од дете. Единствено кога бе бремена, не дадам, толку. Што е поедната? Дома треба да знаат. Еве, седи нездрави, живи сме, ако утре не сгази камион, или ако утре загинем во сообраќајна несреќа, или ако еден ден заврши со мозошна смрт, ти мажу мораш да подпишеш. Тоа е мојот тамо нешто ти го оставам. Тоа е. Сега е така. Сега е така. А што се донесе? Има законски измени, тогаш ќе се одматематичен и маж, и сопруга, и жена, и брат, и сестра. Ама додека да се донесе таа законска одлука, дома мажу треба да знае. Но вие предарате да кажа, има да слушаш. Го постави прашањето на една друга трибина во Штипка и брат, не, во Битола, на правникот. Како јас да бидам сигурна дека утре мојата одлука нема да биде променета? Да постави. Ми рече, како? Тоа е единствен начин, законски нема како. Никако. Само треба кога си здрав, при
права волја во моментот да кажеш дека последната одлука што ќе ја донесам по твое име, да биде да, додека ги имам подземја и ништо не останува од мене, ќе спасам многи. И ќе рече некој даве да ми исечат. Многу е тоа, многу вулгарни коментари се, затоа што многу е лесно да коментираш за нешто за кое не си запознаен. И не дај Боже да го оставиш на своја кожа. Ама јас го дарувам крв, јас не барам отчет кој ја прими мојата крв, јас ја давам од тука. Оти знам дека ќе спасам. Мене ми си ја поведе на плажа, на сред лето, мал град сме, малку сме ја бе крвна борба. Треба крв, толку и толку единици ќе дојдеш, јас ми се спакувала на плажа, дома и правна трансфузија. Не прашувам за кого е. И јас ги донирав органите, никој не ми рече фала. Прво по закон докторите не забранат некого, не смеат да кажат идентитет. Друго е јас ако ја најдам име, ако најдам некој што донирал, некој пациент, тоа е моје право, физичко лице на закон, не дозволува нешто, ако јас го дадам, не го барам за фала. Од другиот свет нема да го. И јас до утре можам да речам фала за општината што ми помогнавте, не со се локалците тука. Ама еве не знаеме утре ден може би јас ќе треба да чекам или некој од контактите. Свеста почнува од секој од нас. Секогаш примерно сме ние па за сите нам. За се е така да живееш. Еве јас работам како професор во средно училиште. Колку и да им објаснувам јас на децата колку е хумано да има крводарителски, јас ги организирам крводарителските. Мојот пример е прво негувам јас и по мене доаѓаат сите матуранти. Е така се дава пример. А со демагогија до утре мислам дека ништо не правим. Само со дел. И на крајот не ми остануваат телата, туку делата остануваат. Не било по волја на, не било христијански или не било според верата, ако не си одиме цело тело. А што правиме со скршеници, со ампутации, со вадење крајници, не знам, пак не сме цели. Затоа на овие трибини се присутни сите вери, сите представници, за конечно да дојде крај на овие митови. И се додека го заобиколуваме проблемот, ово е виновен, оно и чекаме да ни никне ново срце, ништо не правиме. Промената е од нас сега и овде. А исто го зборувам 7 години. Од јас кога ви добив девајсите, бев свесна уште од самиот момент, затоа што јас сум човек што многу истражува, многу контакти на секаде и знае дека нема да му порасне ново срце. Од 2020 сум го видеа. Сум се обратила и на мравката и си имам обратила за помош. Затоа што знам само јас како поминав, како стигнав до тие 20 и до се ова што е денес. И после некој ќе ми каже треба ово, треба ово, не, треба однос. А ако се најде човекот најнароден, ќе се препознае и ќе помогне. Не сакам да се ситам до никого, ниту пак го правам ова за некој да ме сожалува. Не. Ќе охрабрувам сите. Ако познавате, уште еднаш ќе потенцирам, дајте сугестија, дајте контакти, повеќе луѓе заедно и повеќе можеме да постигнеме. Било некој што чека и познавате, и докторите, дајте ми сугестија. Не е важно кој со кого. Например, не кани го ова, не кани го ова. Значи сите сте добре дојдени на трибината, затоа што ова надолу крок е за сите нас. Не е само за мене. Тука јас би завршила. Дали има уште прашања од публиката? Поведете.
Словенија и Хрватска. Секогаш петото место Во во Европа. Да, во Европа. Значи прво место е Америка и таму имате над 100.000 жители кои што се, иако се таму со донорска картичка, донорската картичка им е сушност на возачката дозвола. Тие на самото вадење возачка дозвола се подпишуваат дека се орган донори, нема никакви комплицирани регистри, матични лекари, се тоа има директно од возачката дозвола. Меѓутоа ние, за да ја стекнеме
да се